Будење во полузагрејана соба, туширање со речици ладна вода, скромен појадок во менза и чекање автобуси до 30 минути. Вака почнува еден обичен ден на македонските студенти кои доаѓаат од внатрешноста. Животот на академските граѓани стана беден и недостоинствен. Велат студентите кои до нас доставија снимки од внатрешноста на студентските домови, каде нам не беше забрането снимање. На дел од фотографиите може да се видат и глувци, како и мувлосана храна од мензите. Освен мизерните услови во домовите, проблеми и количината на храна во мензите. Дел од студентите велат дека мора и да готват во собите, затоа што она што го добиваат не е доволно. Готвам поради таа причина, пошто е мал оброкот и баш го имам дадено мојот број за јадење на другар што стварно му треба и он јаде по 2 пати ручек, 2 пати вечера, за да биде најаден, пошто тој оброк мислам единствено на некое девојче може да го нахрани, ама за нас машките што се малце поголеми не е доволен. Со надоместокот за студентски оброк од 140 денари не може да се купи ни еден тост, а не пак да се јаде нешто здраво и квалитетно. Не е нормално со 140 денара што можеме во денешно време да купиме. Да се случат и проблеми да не помине картичка што ни е за оброк 140 денари да е од никаква причина блокирана тој ден и да не можеш да си ги искористиш. Па мислам дека не ни стига на дневно ниво, туку ни треба повеќе бидејќи сега се поскапени производите, така да Не, ништо не може да се купи. Буквално минимално нешто. Не е доволно за оброк. Сметам дека не е доволно и не може ништо да се купи со тоа. Не може примери да јадеш и да пиеш, него мораш за нешто да се одлучиш. Освен условите во домовите и проблемите со храната и превозот, студентите се соочуваат и со корупција. Велат, на која врата и да тропнат, им требаат врски за да ги остварат своите права. Се владе во нашата држава преку врски. Јас можам тоа да го потврдам. Треба да корупцијата да се стави на најниско ниво, но тоа не го дозволува државата според мене. За студентите ужас, немаат никакви услови, немаме ништо. Поготово во студентски домови со врски се влага. Храната е катастрофа, условите се катастрофа. Мене не ме примија со одличен просек и со све сите што ги имав погодности, ама не ме примија, пошто со врски ми кажа дека морало со врски да се влезе. Студентите велат дека се крајно разочарани. Додека функционерите си ги изголемија платите за 78%, за нив остануваат трошки. Прашуваат дали властодржците навикнати на удобни кожни фотели би издржали половина ден во студентски дом. Да се зголемат финансите за студентскиот оброк. 140 денари е премала сума за студентски оброк. Да се пренасочат финансите за студентите. Исто така тука клучна работа е што кај нас образованието е квантитативно. Имаме 7 државни универзитети и не знам уште колку приватни универзитети. Ако државата не се грижи за своите студенти, не се грижи за својата иднина. Велат академските граѓани кои сепак се надеваат дека неостварените ветувања од оваа влада можеби ќе ги оствари некоја наредна.